Dobar ti den, Makedonijo! Dobar ti den, narode moj makedonski! Dobar den do sите dobri luge, bez ogled na nacionalnost, na pol, na vera, bez ogled na religija, s ogled na dobrite nameri, po 38. put, da bidat ovde i da ja podržat inicijativata za zajednička Makedonija. Oti ljubovta kon tatkovinata ima samo jedno ime, jedno i zajedničko za site nas, Republika Makedonija! Stojim ovde pred ova, za mene, a verujem i za vas, sveto mesto. Mesto to koje gi dočekuvaše našite sportski heroji, košarkarite, rakometarite, gi dočeka i šarenite. Edite na ova porta во koja je vrežena istorijata na Makedonija i vratija so medali, so uspesi, so rezultati. Drugite i vratija so kamenja, šišinja i boja. Ama dobro, velat i hristijanski i čovečki je da se greši. Ja слугето не сакам да ги делам на патриоти и предавници. Луѓе сме понекогаш, може би и грешиме. Може би некој некогаш нешто не излажал, нешто ни подметнал некакво кукавичко јајце, не ни кажал какви намери има. Откако сме ги откриле, човечки е да се запрашаме и да простиме. Но, затоа, и сите вас, и сите оние кои се ширум Македонија, и оние надвор, таму во диаспората, но и оние кои, ете, може би сгрешиле, а сега разбираат дека ја направиле таа грешка и сакаат да исправат. Веканам сите вас секојдневно, ама баш секојдневно да и дадеме подршка на иницијативата за заедничка Македонија. Оти не е ниту греф, а не е ниту ерес да се биде свој на своето, да се сака своето, да му се даде и телото, и душата, и срцето на своето. Велат, а чуму се ова? Зошто се ова? Епа еве, дами и господа, јас вака го поимам се ова, чуму. Да им одговорам на прашањето. Значи, ако сакаат да ти го одземат идентитетот, да ти го променат, ако сакаат да ти го избришат она што со векови си се нарекува, ако сакаат да те прекрстат, ако сакаат да ти го сменат знамето под кое мирно и гордо стоиш, ако сакаат да ти ја променат химната под која ги бележиш најголемите успеси и резултати на која мирно стоиш и гордо ја пееш. Ако сакаат да ти го променат грбот кој го носиш овде, на срцето, еден ден ќе сакаат да ти ја препалуват и земјата, да ти го одземат името и на крајот да ти ја одземат и душата. А го заслужили македонецот тоа? Но, ние не повикуваме
ниту на крв, ниту на оружје, ниту на насилство. Ние се бориме со ум, со разум, со сила, со моќ, со сплотеност. Сите заедно. Ја знаете приказната за таткото и трите сина, кога секој се обидувал на своја страна, кога не биле сдружени, кога секој го садал своето дрво и ветрот му го кршел, кога се карале за оне што треба да го наследат. И кога таткото на смртната постела ги збрал, им ги дал купчето стапчиња и рекол повелете, кршете ги. Ги кршеле едно по едно и секое стапче од купчето било скршено. Така и нас ќе не скршат ако сме еден, ако не сме сите заедно, ако не сме сплотени. Но кога ги собрал стапчињата во купче и им го дал на секој од нив, се обидел едниот син, се обидел другиот, се обидел третиот. Купчето никогаш не се скршило. Затоа, велат, само сложни браќа куќа градат. За крај, нема да должам многу. Сакам да ве повикам и да ви посакам. Еден ден да се собереме овде за да прославиме конечната победа. Победата за една единствена, за унитарна, за заедничка Македонија, во која сите заедно ќе живееме